Наредната недела Македонија го започнува процесот на преговори за пристапување кон Европската Унија. Во седиштето на Европската комисија во Брисел ќе отпатува 40 члена делегација предводена од претседателот на Комисијата за преговори со Унијата, Бујар Османи. Ова е почеток на процесот каде се отвара само првото поглавје од 33 кои ќе следат во наредниот период, а тоа значи дека само во делот на првата фаза, објаснувачкиот скрининг, ќе има 33 вакви големи делегации кои ќе го посетат Брисел со над 1000 луѓе, за да ја подготват втората фаза, билатералниот скрининг кој пак представува уште поголем и покомплексен процес, рече Османи. Почнувајќи од четврток, 27 септември па натаму, ќе ја предводам најголемата владина државна делегација, дел од преговарачката структура и нивната административна поддршка во Брисел, директно во Европската комисија, каде го започнуваме така наречениот објаснувачки скрининг и каде од страна на Европската комисија ќе биде презентирано првото поглавје од преговорите за правосудство и фундаментални права, односно поглавието 23, со што и формално започнува скрининг процесот како подготовка за почеток на преговорите за полноправно членство во Европската Унија. Ова представува исклучително важен настан, односно пресвртна точка, со која Република Македонија и формално го започнува последниот дел од патот за полноправно членство во Унијата. Нешто што одамна го чекавме и посакувавме и нешто за што долги години се подготвувавме. За да може во преговарачкиот процес да се вклучат што поголем број на граѓани кои сметаат дека можат да придонесат во процесот на објаснувачкиот скрининг, владата на својата веб страница објави јавен повик на кој можат да се пријават сите заинтересирани. Избраните ќе станат дел од регистерот или базата на податоци на надворешни експерти кои можат да бидат повикани во соодветниот тим за кои имаат знаење. Целта на овој повик е создавање на база на сите заинтересирани лица со експертиза за едно или повеќе поглавја во правото на ЕУ, односно подрачја теми и подтеми во рамките на поглавјата од правото на ЕУ, кои ќе може да бидат ангажирани повремено, привремено или постојано на пократок или подолг рок во текот на целиот процес. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите заинтересирани лица да се пријават на овој повик со доставување на два документи: работна биографија или CV како прво и писмо за мотивација со точно наведување на поглавието, односно подрачјето, темите и подтемите во рамки на поглавијата од правото на ЕУ за кое, односно за кој заинтересираното лице има експертиза како второ. Документите треба да бидат доставени на македонски јазик и англиски јазик, односно албански јазик и англиски јазик, по електронски пат на адресата eupregovori@vlada.gov.mk најдоцна до 10 октомври оваа година. Техничкиот преговарач Маричич потенцираше дека овој повик нема да биде замена за организираното вклучување на граѓанскиот сектор во преговорите. Овој модел на соработка допрва ќе се дефинира во соработка со невладиниот сектор, инаку делегацијата која го започнува преговарачкиот процес ќе биде составена од поединци од правосудството, безбедноста, труд и социјала, информатичкото општество, представници од секретаријатот за европски прашања и други.